Продолжуваме со ново видео од вежбите за ниво А1 и на денешното видео ќе вежбаме за дополнителна граматика за ниво A1 или zusätzliche A1 граматик. Ова видео ни е поврзано со двете предавања за дополнителна ниво A1 граматика кои можете да ги најдете во плейлистата со предавањата. Ова видео ќе ни биде поделено на 5 делови, како што имаме учено во предавањата и ќе започнеме со ман или безлична именка. За тоа што значи ман и кога се користи ќе гледате во предавањата. Денес само ќе вежбаме. Ќе дадеме 10 реченици за пример во кои ќе го користиме овој збор. Прва реченица, man weiß nicht mit Sicherheit. Не се знае со сигурност. Zwischen den Operationen muss man warten. Меѓу операциите мора да се чека. Трета реченица, in der Schweiz spricht man diese Sprache. Во Швајцарија се зборува овој јазик. Im Moment konnte man die Maske reißen. Во моментов може маската да се извлече. Man schickt seine Tochter nicht mit dem Mann. Не треба да се праќа ќерката со човекот. Одиме понатаму, man muss nicht gerade zurückgehen. Не мора сега да се враќате. Sollte man etwas in der Deutsch lesen. Треба ли нешто на германски да се прочита? Следна реченица, man weiß aus alten Zeiten. Се знае од античко време. Wie fühlt man nach einem Mordanschlag? Какво е чувството после атентат? И последна реченица за безличната именка. Warum liest man deutsche Texte? Зошто се читаат германски текстови? Тоа беше се за ман. Продолжуваме со вториот дел за ова видео. Es gibt или безличното има. За кога се користи и што значи ќе гледате во предавањата. А сега да прочитаме околу 10 примери. Es gibt keine Fenster für ihn zu schauen. Нема прозори за него да се појави. Es gibt tausende von ihnen. Ги има илјадници. Es gibt immer noch kein Zeichen von Sonne. Се уште нема знаци на сонце. Четврта реченица, es gibt kein Gericht für diesen Feiertag. Нема јадење за овој празник. Es gibt kein Motiv für diese 5 Morde. Нема мотив за овие 5 убиства. Es gibt kein Zurück mehr. Нема назад повеќе. Значи во овие примери, освен што кажуваме, што читаме расказна реченица, читаме и расказна реченица со негација, прашална и слично. Es gibt noch mehrere Möglichkeiten. Има уште повеќе можности. Es gibt keine andere Erklärung. Нема друго објаснување. Gibt es andere Erklärung? Ова ни е прашална реченица, има ли друго објаснување? И последна реченица, исто прашална, gibt es etwas, das ich wissen sollte? Има ли нешто што јас да знаам треба? Третиот дел на ова видео и најлесен од овие граматички правила е gern или радо би, или во превод со задоволство. Да видиме 10 примери за gern.
Ich hätte gern noch ein wenig gefeiert. Јас радо би славел уште малку. Втора реченица, ich will ihm gern sagen. Јас сакам него со задоволство да му кажам. Hat gern fremde Gesichter in seiner Burg. Тој има со задоволство туѓи лица во неговиот замок. Sie möchten den Spieß gern umdrehen. Тие би сакале раженот да го превртат. Sehen Sie gern intime Tänze. Гледате ли со задоволство интимни танци? Ich möchte gern an die frische Luft setzen. Јас радо би сакал на свеж воздух да седнам. Sie hätte gern noch etwas gesagt. Таа радо би кажала уште нешто. Ich wiederhole mich nicht gern. Јас не се повторувам со задоволство. Können Sie gern in kleinem Platz parken? Можете ли вие во мало место да паркирате? Raoul geht nicht gern früh ins Bett. Раул не оди со задоволство рано во кревет. Значи исто и во овој слайд имаме расказни реченици со негација и прашални реченици. Четвртиот дел на ова видео е инверзион или инверзија во реченицата. Правилото е дека нормалната реченица и реченицата со инверзија, двете се точни и можете да ја користите која сакате. Ке прочитаме некои примери како вежба. Ich esse am Montag grüner Salat. Јас јадам во понеделник зелена салата. Ова е нормална реченица, со инверзија би била am Montag esse ich grüner Salat. Во понеделник јас јадам зелена салата. И двете реченици се точни. Lisa bereitet einen Frühstück am Abend. Лиза подготвува појадок за навечер. Am Abend bereitet Lisa einen Frühstück. Навечер подготвува Лиза појадок. Трет пример. Wir haben Übungen um 11 Uhr. Ние имаме вежби во 11 часот. Um 11 Uhr haben wir Übungen. Во 11 часот имаме ние вежби. Ich lerne jetzt in der Schule. Јас учам сега во училиштето. Jetzt lerne ich in der Schule. Сега учам јас во училиште. Или во училиштето. И последен пример. Es gibt eine gute Idee hier. Има една добра идеја тука. Hier gibt es eine gute Idee. Тука има една добра идеја. Петтиот дел и последен за овие вежби ни се welche Fragen или прашање на избор. Welche Fragen спаѓаат во прашални реченици, но ги вежбаме малце подоцна во ниво А1, бидејќи се малку посложени од Ja-Nein Fragen и од W-Fragen. Да видиме за што се работи, значи кај welche Fragen важно ни се две работи. Во кој падеж спаѓа реченицата и дали именката ни е во машки, женски, среден род или во множина. Welches Schiff soll mich aufnehmen? Кој брод треба мене да ме прими? Zu welcher Reederei gehört das Schiff? На која бродска компанија припаѓа бродот?
Für welches Dessert arbeiten Sie? За кој оддел работите вие? In welche Gedanken denken Sie sich nur? За кои мисли си размислувате вие само? Следна реченица. Zu welchen Ergebnis gelangen wir da? На каков заклучок доаѓаме ние овде? Во оваа реченица имаме акузатив, машки род Ergebnis, поради тоа е welchen. Zu welcher Meinung ich gekommen bin? На какво мислење јас дојдов? Welchen Anzug trägt er? Кој костум го носи тој? Или каков костум носи тој? Mit welchen Argumenten hätte er Fragen? Со кои аргументи тој би прашал? Во овој случај имаме датив аргументен во множина, поради тоа е welchen. Welchen Namen hören Sie lieber? Кое име повеќе би го слушнале? И последна реченица за прашањата на избор. Welche Geschäfte treibst du? Со какви бизниси се занимаваш ти? За крај ќе направиме вежба за повеќето од овие граматики. За почеток за man. Имаме 3 реченици со 4 празни места во кои ќе биде потребно да ги пополните. Од десната страна имате man со една буква Н и man со 2 букви Н. Разликата е во тоа што едното е безлична именка, а другото во превод е човек или маж. Да ги решиме со наша помош. In spätestens 2 Minuten wird man sie verhaften. За најдоцна 2 минути ќе ве уапсат. Втората реченица. Man schickt seine Tochter nicht mit dem Mann reisen. Не се праќа ќерката со сопругот да патува. Was ist es? Fragte der alte Mann. Што е тоа? Прашува стариот човек. Следна вежба за es gibt. Ке имаме haben, es gibt и gibt es. Ја знаете разликата, потребно е да ги пополните. Зборовите кои не достигаат. Es gibt nur noch eine von diesen Kapseln. Има само уште една од овие капсули. Gibt es etwas, das du trinken möchte? Има ли нешто што ти да пиеш би сакал? Италијана haben Spaß am Essen. Италијанците имаат кеф во јадењето. Следно е инверзион, бидејќи за геан нема што да вежбаме. 2 реченици кои треба да ги претворите во инверзна реченица. Ich lerne Deutsch am Freitag und Samstag. Јас учам германски во петок и сабота. Am Freitag und Samstag lerne ich Deutsch. Во петок и сабота учам јас германски. Втората реченица. hat eine Klassenarbeit am Morgen. Тој има писмена работа утре сабајле. Am Morgen hat eine Klassenarbeit. Утре сабајле има тој писмена работа. И последната вежба за денес ќе ни биде за welche Fragen. Имаме 3 реченици со празни места во кое ќе треба прашалното зборче да го
пополните. Во заградите ни е напишано во кој род спаѓа именката. Не заборавајте да одлучите за кој падеж станува збор во реченицата. Er sagte mir nicht, welches Geschäft er betrieb. Тој не ми кажа на мене со кој бизнис се занимава. Mit welchem Kern und von welchem Problem sprechen Sie? Со која суштина и за кој проблем зборувате вие? In welcher Weise soll ich dir helfen? На кој начин треба јас да ти помогнам? Гледате дека последната реченица Weise не е во женски род, но имаме welcher. Тоа е така бидејќи оваа реченица е во датив. Се надеваме дека е јасно. Ако е така, кликнете лайк. Ако имате прашања, коментирајте во коментар. Се гледаме во следното видео и да напоменеме дека за неколку видеа завршуваме со вежбите за А1 ниво. Потоа продолжуваме со А2.